Неготино. Добро вечер, драги пријатели. Ви благодарам што сте вечерва тука заедно со нас. Што дојдовте да ни ја дадете вашата подршка, да ја искажете вашата верба и доверба, да ја покажете вашата волја и надеж, вашата желба и решеност, вашата храброст и одлучност. Да бидете дел од илјадниците, од стотиците илјадници граѓани на оваа земја, подготвени да го кренат својот глас, да го искажат својот револт, да се борат и да се изборат за подобар живот, за правда и правичност, за слобода и достоинство. Гледаме дека власта не бира начин и средства да не спречи. Се закануваат, притискаат, заплашуваат, лажат, измислуваат, конструираат секакви гадости и приказни. Нудат пари, вработувања, унапредувања, купуваат човечки души. Целата нивна камарила, целата режимска машинерија е ставена во погон. Секој партиски војник, секој гавас, секој послушник, секој медиумски мегафон е ставен во функција. И што е резултатот? Дупло голо. Не бива па не бива. Секој ден не има се повеќе. Секој ден сме се посилни. Работата тргна и запирање повеќе нема. Готово е. Народот се осмели, се одважи. Народот се реши. Стравот е конечно победен. Лагите се дефинитивно прочитани. Доаѓа време за наплата на сметките. Доаѓа време за голема народна казна. Казна за сите досегашни лаги и измами. За сите понижувања и газења. Казна што ќе изречат обесправените, излажаните, искрадените, страдните. Време е за битка. Народот е подготвен, народот чека знак, народот бара акција. Драги пријатели, вие граѓаните на Неготино токму во овој период направивте една голема работа за вас, но и за цела Македонија. Вие со вашата свест, со вашата сплотеност и единство, со вашата цврста решеност и дадовте пример на цела Македонија дека народот е посилен од било која владина одлука, од било чии бизнис интерес и желба за профит. Вашите 5000 подписи пробудија надеж во срцата на луѓето ширум цела Македонија, дека се можело, дека граѓанскиот отпор е посилен од се и од секого. Горди сме што Социјалдемократскиот сојуз беше заедно со вас во таа битка, што и ние дадовме придонес за таквиот исход. И бидете сигурни, ќе останеме со вас до крај. Нема да се гради железарница, нема да се гради топилница во Неготино и точка. Ничии интереси, ничии тајни пазари и полнење на приватни джебови не се поважни од здравјето на луѓето, од иднината на децата. Не може заради богатењето на малкумина да им се одземе шансата за живот, за екзистенција на илјадници земјоделски семејства. Јас знам дека тие од овие своји намери се уште не се откажани. Сега се малку примирени, чекаат да поминат изборите. Ве повикувам таа шанса да не им ја дадеме. Овој пат да одиме на сигурно. Ние од Социјалдемократскиот сојуз за ваш градоначалник на престојните локални избори ја предлагаме Силвана Филипова. Таа и Социјалдемократскиот сојуз се најсилната, најголемата гаранција
дека железарница и топилница нема да се слушат. Дека тоа ќе остане само лошо сеќавање од минатото како поука за сите, дека спротивно на волјата на народот ништо не може и ништо не смее да се направи. Ја очекуваме вашата поддршка и не само заради тоа. Силвана Филипова е личност со биографија, со минат труд и постигнати резултати. Честна, скромна, одговорна, почитувана и како стручњак и како човек. Доктор на науки, хуманист, активна и во невладиниот сектор. Горд сум што првата жена кандидат за градоначалник на престојните локални избори ја промовира токму Социјалдемократскиот сојуз и тоа токму овде во Неготино. Ова општина, некогаш една од најубавите и најсредените во Македонија, денес наликува на една голема куќа, на еден голем дом, на кој што му е потребно и генерално чистење и генерално средување. А за тоа е најдобра женска рака. Убеден сум дека Силвана на чело на Неготино ќе направи вашата општина за пример. Вие да се гордеете и ние заедно со вас да се гордееме. Почитувани граѓани, Република Македонија, сите ние 2 милиони нејзини граѓани 6 цели години поред се соочуваме со елементарна непогода наречена портокалова преродба. Систематски, во континуитет и опасно доследно ги изместија сите стандарди и критериуми, сите принципи и мерила во ова општество. Спроведува политички инженеринг за промена на свеста, за перење на мозокот, за репрограмирање на меморијата на луѓето. 6 години како држава живееме во судир со реалноста, во расчекор со здравиот разум. Живееме од другата страна на нормалното. Лажни реформи, лажен патриотизам, лажен морал, лажни успеси. А вистината е тешка, сурова, катастрофална. Ние сме земја на сиромаштија и мизерија, земја на невработени и социјални случаеви, на неликвидни фирми и презадолжени граѓани, на блокирани сметки и невратени кредити, на хипотеки и судски извршители. Луѓе ни умираат по болничките ходници, не затоа што не постои лек, туку затоа што нема пари да се купи, нема пари за операција да се плати. Македонија е денес земја на криминал и корупција. Криминал правен не од обичните криминалци. Тие не можат на ред да дојдат. Ние сме земја на државен криминал, на злосторничко здружение за стекнување на противправна корист, кое себе си се нарекува влада на Република Македонија. Изрекетираа се живо, испокрадува кај стигна, ја направија Македонија една голема пералница за пари. Насилнички поклопија и презедоа цели бизниси, од такси служби до агенции за обезбедување, од дискотеки и ресторани до рекламни агенции, од медиуми и банки до земјоделски комбинати. Секој тендер за продажба завршува со почетната цена. Секој договор за нарачка завршува со по 10 анекс договори. Македонија денес има власт која собствените комплекси и фрустрации ги лечи преку грбот на цел еден народ, на 2 милиони луѓе во оваа земја. Власт која секоја своја глупост, секој свој криминал го прогласува за патриотизам, за одбрана на националниот идентитет. Власт која измисли факултети, за да тие самите конечно дојдат до дипломи, до магистарски трудови и докторати. Власт која професорите и лекарите ги третира како криминалци, како зло што треба да се елиминира. Власт која администрацијата ја третира како приватна војска.
судиите како партиски извршители, медиумите како собствени слуги. Македонија денес има власт која невработеноста ја решава со бришење на луѓето од евиденција. Сиромаштијата ја решава со бесплатен балет и опера. Долговите кон стопанството со казни и кривични пријави. Македонија со оваа власт во 21. век, во 2012 година стана држава на политички затвореници, на затворени медиуми, на злоупотребена црква, на лажни синдикати и полтронски комори, земја не со углед, туку за подсмев пред целиот свет, земја без компас, без иднина, заборавена земја. Ете, тоа е Никола Пастиру, лажен реформатору и лажен патриоту, резултатот на твоите 6 години апсолутна власт во оваа земја. Додека ти градеше и градиш споменици на твоето владење, цела Македонија ја направи споменик. Споменик од живи луѓе, споменик на апатија, на безнадежност, на поделен и раскаран народ, на збунети и разочарани луѓе, на страв и изгубена верба. Твојата најголема грешка, Никола, е што не го познаваш собствениот народ, што имаш ниско мислење за него, што го подценуваш. Може овој наш народ многу да издржи, многу даистрпи, но никој и никогаш не успеал целосно да го скрши. Порано или подоцна, тој се крева, се исправа и си доаѓа по своето. И затоа немој, Никола, да се чудиш на ова денес што ти се случува. И не поставувај наивни прашања. Зошто Бранко бил заедно со Тито, со Стојан, со Фијат и со Велија? Зошто Бранко бил заедно со Љупчо, со Љубе, со Стојанчо, со Тачи? Па сите овие до последен во овој претходен период беа со тебе, Никола. Беа твои партнери и сојузници. И сите до еден тогаш ти беа добри и ти чинеа. Сега, кога се спротивставија на твојата погубна политика и станаа твои политички противници, преку ноќ ги прогласи за предавници, за криминалци, за странски платеници. Нели, Никола, една од твоите најголеми желби, една од твоите најчесто повторувани пароли е дека народот треба да се обедини, дека ни е потребен широк национален консензус. Па еве, народот се обединува, консензусот се создава. Сите се согласуваат дека твојот режим е зло што треба да се тргне и да се прази. И однапред ти кажувам, ова не е крајот. Процесот продолжува понатаму. Се и секој што сака да ни се придружи, да помогне, да даде свој придонес во оваа битка за едината на оваа земја и на овој народ, е добре дојден. Разликите меѓу нас ги има и тие ќе останат, но за своите ставови, секој со своите аргументи ќе се бориме тогаш кога повторно ќе станеме слободна демократска држава. И тогаш граѓаните без страв и притисоци, слободно и по собствена волја, ќе одлучуваат кој ќе биде власт, а кој ќе биде опозиција. Чија политика ќе се спроведува, а чија не. Но ќе бидеме нормална држава, држава со иднина. И немој, Никола, да си придаваш на себе толку големо значење дека нашата единствена заедничка цел е твоето рушење. Не. Имаме ние многу покрупни и поважни цели. Ние сакаме да ја видиме Македонија како земја во која сиромаштијата и неработеноста се преполовени. Земја во која се отвараат нови фабрики, фирми, нови работни места. Земја во која секој ќе има шансата честно да работи и доволно да заработи за пристоен живот на своето семејство. Ние сакаме да ја видиме Македонија како земја во која слободно се мисли, се зборува, во која се живее без страв, земја во која власта ќе биде сервис, а не страшило за народот. Нашата цел е да ја видиме Македонија на иста маса, рамноправна, на рамна нога со најуспешните
најбогатите, најмокните. Македонија членка на НАТО и Европската Унија. И ние да имаме право на вето, да бидеме фактор и од нас да зависат одлуките. Тоа се нашите цели, а ти и твојата власт, Никола, сте пречка за нивното остварување. Пречка што за да може да продолжиме напред, ќе ја отстраниме. И од тоа, Никола, бегање нема. Почитувани граѓани, драги пријатели, за остварувањето на ваквите цели, за изградбата на ваква Македонија, ве повикувам да ни се придружите. Ајде оваа битка да бидеме заедно. Ајде да бидеме сите дел од оваа голема одлука. Да бидеме единствени, да бидеме силни и решителни. Заедно можеме се. Ништо и никој не може да не запре. Ајде да им покажеме. Ајде да победиме. За нас, за нашите деца, за наша Македонија.